До регулаторна комисија за енергетика биле доставени околу 1300 барања од граѓани кои се исклучени од системот за парно грејење. Најголем дел од барањата се разгледани и во 99,2% од нив е позитивно решено. Процедурата заврши на 31 мај. Добивме околу 1300 барања, од кои на 1120 им имаме одговорено. Остануваат уште 180 до 200 барања за кои се прават последни анализи и во текот на идната недела ќе им одговориме на сите граѓани кои доставија барања до регулаторната комисија за енергетика, изјави претседателот Марко Бислимовски. На крајот на март, регулаторна донесе одлука со која исклучените од системот за парно грејење од април повеќе не треба да плаќаат паушал. Но дел од граѓаните во април добија сметки за наплата на паушалот, пошто од регулаторна апелираа да не се плаќаат сметките и да поднесат барања до регулаторна комисија. Во однос на цените на нафтените деривати и новата методологија, Бислимовски појасни дека како и досега главно влијание врз формирањето на цените имаат цената на дериватите на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот. Во изминатите 2 недели имаше намалување на цените, не по заслуга на регулаторна, туку цените на светските берзи што се намалуваат. Тоа е тренд што продолжува и овие неколку дена ќе видиме што би се случило во понеделник. Она што сакам да го потенцирам споредбено меѓу новата и старата методологија е тоа дека цените на нафтените деривати што ги исфрла новата методологија се пониски од денар до денар и половина од претходната методологија, така што тоа е бенефит од новата методологија. И тие придобивки ги почувствуваа крајните потрошувачи, рече Бислимовски.